Една студија во Шпанија покажала дека кога првата вакцина што ја примате AstraZeneca, а втората BioNTech Pfizer, нивото на антитела се зголемувало многу повеќе од очекуваното. Може значи комотно после на инфективно без маска да се шеташ и со тоа болните 3 пати православно да се љубиш. А ако се муслимани, можеш и рака да им басиш, и тоа не прскана со средство за дезинфекција. Интересно, пред некој ден имаше во медиумите дека некој наш прво го вакцинирале со AstraZeneca, ама после му бапнале Спутник. Од ова изгледа не се прават антитела, зашто Неџат Јовановиќ го нема одобрено овој шприцер од вакцина. Може само Астра со Pfizer да се меша и Джонсон и Джонсон тоа шампончето и толку. Нек си се мешаат тамо руси и кинези, смета Неџат. Спутник и Синофарм може. Ама со таа после можеш до душа да мезиш и пржен лилјак со водка, имаш антитела ко антихрист одлично. И Синовакот не се меша. Они така е лајт, лесна комбинација за сиромашни. Да не се буна дека ги акнале со дестилирана водичка, па и ке ги акнеме со Синофак. Заев објави дека можело да се оди во Грција и со тест за антитела, ама грциве таков шприцер не признаваат. Само узо име такса, односно само сертификат и прц тест за 2600 денари. Може ќе попуштат ако се пријавиш дека Македонија е Грчка и дека е соседна земја кој што си пишува уредно на таблите кај нив. Или ако кажеш дека си пријателска земја со државјанство 3 цртки или популарно кажано РСМ. Тоа РСМ мене ми звучи искрено како ракометен сојуз на Македонија, ама екипава што е на власт го форсира деме ке се одомаќинело, како порано СФРЈ што се одомаќинило, нели? И никој повеќе немал да не вика Југославија, Македонија, де? Разбирате што мислам. Мислам дека дефинитивно на граница ќе не пуштат ако ко луѓе си се кажеме дека сме од Скопје, дека сме педери, циганос или малака. Се извинувам за ова циганос од напред, им се извинувам на браќата Роми, ама сценаристов на емисијава рече дека морало така, да речам, затоа што така не му викале кога купувал некаде гиро во Грција. Само го цитирав. Така веројатно ќе се смилуваат да не пуштат и со прележана корона. 100% антитела без вакцина и тест. Или можеме да им ги пратиме парите по Western Union, а ние ќе дојдеме некоја друга година. До година, следната година, после 3 години. Златен Охрид, шубаво е тамо. Ги нема овие проблеми. Има само охриѓани. Само. Сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате.